Здраво на сите и добре дојдовте на мојот канал. Ова е последна рецензија за 2023 година, меѓутоа не е последно видео, затоа што на ден-два пред нова година ќе го постирам видеото во кој што ќе зборувам за 10 најдобри романи што ги прочитав оваа година. Тоа го направив и лани и прелани, на некој начин на рекапитулација и издвојување на најдоброто, она што ми оставило најголем впечаток во однос на романите што ги читав оваа година. Меѓутоа сакам да најавам сега нешто ново за нешто што ќе следува во 2024 година. Почнувајќи од јануари ќе почнам да снимам еден нов тип на видеа, меѓу другото во кој што ќе се фокусирам на некое дело, на некоја идеја или концепт поврзани со филозофијата, со културата, со теоријата општо. Се радувам за тоа. Фала ви за поддршката, за секој сабскрајб, за секој изгледано видео оваа година. Меѓутоа да не должам повеќе, затоа што сакам накратко да зборувам за еден сјаен роман, за една сјајна кратка новела, всушност краток роман по име Мали нешта како овие од Клер Киган. Клер Киган е една ирска писателка со која што всушност не се среќавам прв пат преку нејзиното творештво, затоа што пред неколку години читав исто во издание на Art Connect како и ова е превод на Калина Малеска од англиски. Читав една незина збирка со наслов Антарктик, една збирка раскази, одлична збирка, имам снимено видео за таа збирка, се наоѓа на YouTube каналот на Europe House Skopje, може да го погледнете таму. Во меѓувреме исто така прочитав еден незин подолг расказ по име Фостер, исто така сјаен расказ. Ова е нешто поново, всушност оваа новела е од пред 2-3 години, мислам во 2021 ја има издадено Клер Киган, додека расказите Антарктик се од 99-та, мислам, малку се постари. Меѓутоа ова е едно одлично дело. Значи денес е Божиќ според западниот календар и на некој начин се совпаѓаат нештата, затоа што може да се каже дека ова е и Божиќина новела во една многу така послободна смисла, можеби најмногу затоа што дејствието се одвива неколку дена пред Божиќ. Значи годината е 85-та, тоа се 80-тите години, едно мало ирско градче. Значи сетингот, атмосферата во оваа новела е многу важна. Значи низ градот поминува река, на ридот покрај градот се наоѓа католичкиот женски манастир, каде што исто така има училиште, и ќе ви кажам нешто повеќе во однос на тоа. И главниот протагонист во овој роман е еден човек во своите 40 години по име Бил Фурлонг, кој што живее заедно со својата сопруга Айлин и неговите 5 ќерки, живеат еден нормален живот. На Бил Фурлонг му оди окей, му оди добро, тоа е трговец и доставувач на јаглен, на дрва, на се оно што луѓето го користат за грејење, за огрев. И има клиенти, значи има муштери низ целиот град, каде што тој им доставува до дома она што има потребно и ги гледа, и атмосферата е таква, значи центарот на градот е накитен, значи местото е во таква божиќно исчекување, божиќна атмосфера, исто и кај него дома. Значи Бил Фурлонг се припрема, се подготвува да ги направи последните нарачки, да прослави со неговите вработени, да излезат на ручек. Значи дома разговара со неговата сопруга и за нивните ќерки, за она што сакаат да го добијат за Божиќ и така натаму. Значи еден обичен живот, еден обичен човек. Меѓутоа на самиот почеток ни е дадена малку неговата позадина за неговото потекло и всушност дознаваме дека Бил Фурлонг всушност е дете, е новомбрачно дете, неговата мајка која што работела една поимотна протестантка жена, значи тука е важен контекстот католици и протестанти. Значи неговата мајка работела како прислужничка во кај една жена протестантка надвор од градот. Таа ќе забремени, ќе го роди на 16 години, значи таткото ќе биде непознат. Мајка му, меѓутоа мајка му ќе почине по 10 години по неговото раѓање, меѓутоа таа жена ќе едноставно ќе го порасне, ќе го воспита, значи иако ќе има тешко детство и на некој начин ќе го изведе на пат, ќе го испрати од дома кога нели ќе се осамостои, ќе си почне бизнис и така натаму. Значи тој доаѓа од една таква позадина, стигнал на тоа место каде што е сега и го гледаме во еден
релативно среден живот. Меѓутоа, правејќи ја таа токму во тие 2-3 дена пред Божиќ во тоа градче и, како што кажав, атмосферата е многу силно, многу добро, живописно доловена. Клер Киган тоа го направила на феноменален начин. И тој ги прави последните тури, едни од неговите да речем најважни клиенти е манастирот всушност, и тој ќе направи, ќе однесе роба тамо кај нив и ќе има една средба која што ќе го растревожи, ќе го распамети на некој начин, ќе се сретне со една девојка која што е заклучена таму во една шупа и која што е целата избезумена, значи валкана и речиси полулуда од болка и едноставно ќе ја праша што се случува, таа го бара своето бебе и така натаму, и тој ќе биде потресен и сваќа дека нешто се случува во тој манастир кој што не го разбира, и тука, како што пишува тука на задниот дел на книгата, нешто што целиот град го знае, меѓутоа тој него не му е познато. И сакам да прочитам нешто што Клер Киган го и ќе видите што всушност става Клер Киган во центарот, во срцето на оваа новела. И таа вели за овој роман, и ќе ви се појаснат малку работите со ова. Таа вели ова е фикција која во ниту еден дел не е базирана на некој поединец или поединци. Последната магдаленска перална во Ирска не беше затворена се до 1996 година. Не е познато колку девојки и жени биле криени, затворени или присилени на работа во овие институции. Всушност станува збор дека црквата, католичката црква во тој манастир, освен што има една школа во која што девојките кои што можеби забремениле вонбрачно и се отфрлени од семејствата, се отфрлени од средината, тие ги земаат да живеат кај нив, едноставно да го прикријат срамот на некој начин. Меѓутоа тие имаат и такви перални кои што имаат одредена репутација, нели имаат и традиција. Меѓутоа се открива дека во тие перални девојките кои што работат таму се третирани многу мизерно, се третирани ужасно. И всушност Клер Киган зема на вистински случаи и ги користи да едноставно да пренесе порака. Меѓутоа она што Клер Киган во секој случај не го прави, таа не попува, не ни држи лекции, не ни држи некакви морални лекции. И тука пишува таа, значи биле многу девојки затворени, присилени на работа во овие институции. 10.000 е скромната бројка, 30.000 веројатно поточно. Повеќето документи од магдаленските перални се уништени, загубени или направени недостапни. И нели многу девојки и жени ги загубиле своите бебиња, некои ги загубиле животите, некои или повеќето ги загубиле животите што можеле да ги имаат, и многу и новороденчиња и бебиња се умрени таму. И дури во 2013 година премиерот Енда Кени се извинува на некој начин, го белоденува и се извинува за тоа што се случувало на тоа место. И сега го имаме Бил Фурлонг кој што живее еден нормален живот, кој што се надева дека ќе си помине еден мирен Божиќ со неговото семејство, кој што се случува нешто што ќе го измести од колосек и ќе гледаме и претходно дека Бил Фурлонг почнува да си поставува прашање почнува да се поистоветува со други луѓе, да почне да се става во кожата на други луѓе, да замислува како би било кога би бил некој друг во друга ситуација. Едноставно си поставува животни прашања, би рекле, и оваа средба него ќе го измести од колосек. Меѓутоа тука ќе престанам и ќе видите на каде ќе се движи новелата, и ќе видите како ќе финишира Клер Киган во оваа новела. Ова е кратка новела, мислам дека е на нова серија, нова едиција на Art Connect, во едни помал формат со пократки романи, така што ова е роман новела кој што мора да ја прочитате и од срце ви ја препорачувам. Меѓутоа да кажам неколку збора за она што мислам дека се силните страни, она што мене ми се допадна. Интересното е што прво кога едно нешто што ќе го забележите кога ќе ја читате оваа новела, дека има еден филмски квалитет, и по тоа сакам да кажам дека кога ја читате имате чувство дека гледате филм, дека така се поставени нештата, таков е сетингот, таква е драматизацијата
во се така одмерено, буквално мислите дека имате, барем јас имав чувство дека како да гледате филм. Второто нешто што се забележува и што мене ми остави впечаток е што оваа новела не треба да и не мора и не треба да биде ниту збор пократка, ниту збор подолга. Значи ова е толку одмерено, толку добро спакувано да ми се чини дека Клер Киган, јас не знам колку време поминала работејќи на оваа новела, меѓутоа е совршено, ќе видите примерно совршено и изведено нешто. Иако станува Клер Киган совршено владее со формата и со темпото на раскажување, значи со едно стабилно темпо ја раскажува приказната се до незината кулминација, и едноставно станува збор сепак за една тешка тема, меѓутоа романот не е мрачен, иако има одредена атмосфера, меѓутоа тешка тема, меѓутоа на Клер Киган не ни наметнува незини морални судови, туку не остава со нас како читатели. Не само не е всушност прашањето дали ќе донесеме суд, туку ќе на крај сепак романот ќе не испровоцира, ќе не вознемири во позитивна смисла, а тоа добрата литература го прави. Значи го гледаме овој човек Бил Фурлонг, кој што едноставно е човек на средината, особено во помалите места, знаете некојаш како тоа може да функционира. Жена му е загрижена за нивните деца кои што се нели одат во тоа католичко училиште, училиштето кој што го држи католичката црква, значи едноставно не сака да ја бранува водата, значи затоа што еден ден тие девојки треба да завршат училиште, треба нели среќно да им најдат некои да ги омажат и така натаму. И таа забележува дека нешто се случува кај незиниот сопруг и дека можеби дознал некои нешта, меѓутоа едноставно можеби делувајќи малку од страв пробува да му стави до знање дека не треба да си игра, дека не треба да го пика носот тамо каде што не му е место. Меѓутоа и таа динамика, таа семејна динамика меѓу него и меѓу жена му е многу добро прикажена. Меѓутоа некогаш се случува нештата да едноставно излезат од контрола и ставени сме пред едни и морални дилеми и животни дилеми. И тука, значи, овој роман кулминира на сјаен начин. Значи, да не должам многу за повеќе за мали нешта како овие. Ова е новела, роман кој што веројатно можете да го прочитате на едно седнување. Нема да зажалите, Клер Киган е сјајна писателка. Значи, толку за последната рецензија, последниот осврт, последните впечатоци за роман за 2023 година. Така што чувајте се и следете ме и чекајте го на последното видео со 10 најдобри романи за 2023 година. Поздрав од мене и се гледаме. Ćao.